Добро, драго ми е што денеска сме тука. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ова година како прва поддржува 36 вакви настани во кои што даваме финансиска поддршка на сите организации, на сите оние кои што ќе аплицираат и ќе организираат промоција и на македонската храна, и на македонската традиција, култура, на руралниот развој, на туризмот, на сето она што се потенцијали на Македонија, а ги има многу, се со цел да со самата таа афирмација придонесеме кон зголемување на искористеноста на самите природни капацитети, на природните потенцијали, на фондовите кои што ни стојат на располагање и вклучително наша клучна цел е да ги ангажираме и афирмираме младите агробизнисмени, младите фармери и тука сме како влада постојано да ги поддржиме. Не само што ја зголемивме поддршката за овие настани, не само што го зголемивме бројот на ваквите настани кои што Министерството финансиски ги поддржува, туку перманентно во текот на овој период носевме и носиме политики кои што точно ги тангираат младите земјоделци и се обидуваме на секој еден можен начин со сите мерки кои што ги преземаме да дојдеме до секој еден поединец кој што сака да остане во своето родно место, во своето село и да се занимава со земјоделско или сточарско производство. Министерството минатата година склучи 424 договори за по 10.000 евра неповратни средства за поддршка на млади земјоделци. Сите тие овие денови гледам дека набавиле механизација, трактори, започнале свој бизнис, а паралелно преку ИПАРД програмата до денес се склучени 702 договори за набавка на трактори или на приклучна механизација, кое што е навистина успех на само еден повик да се склучи толку голем број на договори, за кои што сме спремни до крајот на годината сите финансиски исто така да ги сплатиме. Прашање на компаниите дали може да обезбедат механизација, Министерството преку европските пари со нашето кофинансирање е спремно тоа веднаш уште денес да испорачаме, се со цел да овие млади луѓе бидат целосно ангажирани во секторот кој што покажува раст, секторот на кој што треба да се базира нашата македонска економија. Сум цврсто убеден со целиот сет на мерки и политики и долгорочните стратегии кои што ги правиме и успееме во тие намери. Оваа година Министерството само пред неколку дена со платежната агенција распиша повик повторно, каде што стојат неколку милиони евра на располагање, а се однесуваат на младите фармери. Но овој пат, за разлика од набавката на механизација која што поддржавме во текот на целата година, со поддршка на над 1000 договори вкупно преку ИПАРД или националните мерки, оваа година преку овој повик за млад земјоделец ставаме и дополнителни критериуми, се со цел да ги филтрираме луѓето кои што треба да добијат. А тоа се луѓето кои што се млади, се невработени, предност имаат оние кои што се над 2 години невработени, дополнителни поени носи тоа ако набавуваат опрема за преработка, за инвестиции во своето земјоделско производство, дополнителни поени носи набавката на добиток од признаени организации или од УВОЗ, дополнителни поени носи органското производство доколку се занимаваат, но сепак оставаме еден широк спектар и можности и ние сме тука да ги поддржиме буквално сите оние кои што имаат добра бизнис идеја и добар план. Мене ме радува што Свети Николе регистрира голем број на нови млади земјоделци кои што се регистрирани по поддршната единица на нашето министерство, кои што ги очекуваат овие мерки, кои што бараат поддршка, кои што сакаат да останат тука и да се занимаваат со или земјоделство, или сточарство, или било кое друго производство во делот на нашиот агроиндустријски сектор. Тука сме да ги поддржиме до крај, заради тоа што нашата клучна цел е младите да останат во Македонија и да оваа поддршка перманентно во следниот период, а верувам дека наредната година со наредната програма нема да биде 10.000 евра, туку таа поддршка и ќе ја зголемиме и дека ќе допреме до секој еден можен млад заинтересиран човек кој што сака да се занимава со земјоделство. Во периодот што следат нови повици во делот на ИПАРД мерките, акредитираме нови ИПАРД мерки кои што ги
ги поддржуваат општините само преку мерката рурална јавна инфраструктура, која што Министерството со Брисел ќе акредитира до крајот на годината. Отвараме за прв пат во Македонија нови можности да преку ИПАРД бидат директно финансирани и општините. Тоа ќе биде првиот повик на почетокот на следната година кој што ќе биде наменски и со кој што и со овие европски пари, нови фондови ќе ги поддржиме и општините. Но 40% од буџетот на Европската Унија е за земјоделство. Целта на заедничката земјоделска политика на Европската Унија кон која што се стреми Македонија е да на секое земјоделско стопанство обезбеди 25.000 евра годишен приход од делот на земјоделството. Силно ќе се стремиме кон таа европска интеграција. Земјоделството е единствениот сектор кој што е директно финансиран од Европската Унија. Тоа значи субвенциите ќе доаѓаат од Европската Унија. Тоа значи нови програми за рурален развој кои што Македонија ќе може да ги користи. Овие нови мерки кои што ќе ги акредитираме, се отварат новите структурни фондови со почетокот на преговорите во јуни следната година, односно доаѓаат добри денови во кои што сите заеднички, со честност, со искрена, со одговорна работа, со трпение, ќе ги решаваме и тековните проблеми, но ќе ги отвараме и европските можности за младите. Затоа, ова е денес убав ден во нашето Свети Николе, кој што е центар на овој земјоделски регион, да ги поздравам градоначалниците кои што се тука, граѓаните, младите фармери, сите представници со кои што се видовме на компаниите и да ја пренесам оваа охрабрувачка порака од владата до сите чинители во земјоделскиот сектор. Вратите на Министерството се отворени за секој еден поединец. Со сите што се видовме тука сме се гледали и претходно и сметам дека тука сме заеднички да ги решаваме проблемите, но и да се справиме со предизвиците пред кои што сме исправени во следниот период. Благодарам на вниманието и нека се бројат и нека се множат ваквите убави манифестации поддржани од општините и од Министерството. Благодарам.